Време е за утрински ринг. Слушатели, се враќаме назад во живо во студиото. Овде сум јас осамен, помеѓу двајца дипломати, двајца амбасадори, две екселенции, како што во Македонија знае да се каже. И еве, Ивица, ти препуштам да го представиш нашиот гостин. Јас го знам, го познавам, но ти подобро знаеш кој е, како е. И да видиме од прилика што ќе разговараме. Денес имаме еден доајен на македонската и југословенска дипломатија, амбасадорот Георги Михајловски. Мисајловски, наутро се гледа дека слаб доручек сум имал денеска. Инаку на времето и еден од моите претпоставени, еден луѓето со кои што сум го печел дипломатскиот занет. Малку време, да, доволно да ме фати мајата. Малку домбрзо напредуваше, секоја година и одеше на повисока позиција. Човек не може да го стигне. Надминува сите, пази ги надминува пред време. Да, меѓутоа ако со добри учители може тоа да се постигне, тоа е факт. И не само тоа, туку во дипломатијата има две големи поделби на билатералци и мултилатералци. Да. Значи од македонските билатералци не верувам дека можеме да најдеме некој подобар од амбасадорот Мисајловски, вака. Ако зборуваме искрено. А што е разликата меѓу билатералец и мултилатералец? Гостина тоа ќе одговори, не јас. Не, стварно, да ги со тоа ли ќе почнеме? Да. Не, ја би почнал со нешто друго. Посебно ми е често видим со вас млади луѓе, перспективни луѓе, успешни во своите кариери, Ивица и политичка и дипломатска. Вие сме на ти, така? Да, апсолутно. Ти како креативен новинар, да, кој нема проблеми со властите ни на една ни друга партија, помојнува лежерно, без никакви проблеми, не остава траги на неговата личност, стабилен е. И има кривични пријави за како се вика тие за клевета. Ама тие кривични пријави ги стават у филка и ги забораваат. Не само тоа, тоа значи дека е сериозен новинар што ги има, така ли? Да, па не, ако не те тужат, тоа исто како да не постоиш. Тоа исто како да си добар дипломат без да ти платат некоја нота дека си направил некоја добар дипломат е оној кој се движи по линија, исто и добар новинар. Значи, во подготовките за оваа денеска средба, размислував колку се има постар уствари многу од вас. Тоа е нешто неверојатно, реков. Како можам да се дружам со оваков стар човек? Не ми беше јасно. Јас мислам дека младост и старост е во духот, не е во се потсетив на далечната 17-та година, кога од Белград, од Сурчен, полетов со Интерфлуг и Јушин 18 за Источен Берлин, тогаш ДДР, Дојче Демократична републик, на функција на втор секретар во Југословенската амбасада. Значи, од тогаш колку поминало? 52 години. Пред 52 години? Да. Јас не сум роден. Па ДДР више 30 години не постои. Во тоа време веќе 9-та година постоеше Берлинскиот зид, а после во вториот мандат исто во Берлин, тогаш не источен не западен, а подрени сега. Да. Значи, ова се случи едно обединување на Германија, кој тоа време беше незамисливо. Чак имаше еден вид за Аденауер и некој Хрушчов во Советски сојуз, што му кака перспектива му давал Хрушчов на обединување. А потоа дојде Горбачов и Бадиела фактички ги спои двете неспоиви држави во тоа време во една сега сојузна република Германија. Кога слетавте ова ми е прашање. Сега Штенефелд више не постои како аеродром во Кина, не знам дали знаете. Кога слетавте во Источна Германија и кога сте живееле таму, сте се среќавале секојдневно со луѓето кои живеат таму, сте помислиле ли некогаш дека оваа земја може и да не постои? Некогаш? Не, јас сум помислил првото печатоци беа како може еден народ, два система и два менталитета. Тоа е неверојатна работа. Као да се факт да станува збор за два народа. Дисциплинирани се едни и други, али толку индоктринација во ДДР од страна на Русија не е видена. Од организацијата на партијата, ама се конгреси, иконографија, се. Да, Штази се разбира. Го гледавте ли на телевизија Отто фон Шницлер? Само абсурдот. Значи, во првиот билатерален мандат на тогашниот млад дипломат Мисајловски
тој представал држава која што за 30 години ќе ја нема, Да. во држава која што исто така за 30 години ќе ја нема. Сега тоа не се. Такви прогнози не би случило до Не таму може се од случи. познати причини. Од таму отидовте во Русија, односно во Советскиот сојуз. Да. Во Советскиот сојуз. Да, Свак во земја која не постои. Не. Да. Сега Путин нешто ја возобновува. Тука, нели, очекував тоа прашањето, по кои критериуми се одеше, како се одредува. Не, јасно. Јасно вие на таа тема? Мене ми е јасно, не, ја нема Да, ја како? нај... Не, затоа што ви кажете дека од тоа отиде у Русија. Тогаш плакати немало, не сте лепеле по паши за да ве ред. пратат. После странство, обавезно најмалку 2 години мора да бидеш по матичната куќа. Значи во сојузна секретарија за надворешни работи не можеше да се оди директно. Тоа може да го прават само конзуларните работници, бидејќи имаше многу голема потреба за конзуларни работници и тие одеа ќе дојде, ќе поседи 2-3 месеца и веќе мора да оди надвор. А и дипломатите се прави разлика помеѓу Како ве бира? Како ме бира? Имаше два критериума. Едниот критериум е подршка од Република за повисоките места, другата, поважната, самиот статус кој го имаш ти во својата куќа, во својата управа, во својот сектор. Секторот ги воде помошници министри, тие беа 6, еден беше заменик, после тоа доаѓаат начелници во таа структура и управи, имаше едно 12 управи. Јас сум работел секогаш во управите во Европа. Значи во прва, втора и трета управа. Трета управа Западна Европа, втора управа Источна Европа и прва управа соседни држави. Значи начелникот е одговорен за кадровите, начелникот ти пишува секој година работна оцена, додека си во министерството те профилира за која работа во дипломатија е способен или поспособен. Дали за аналитика, дали за оператива, дали за службата за истражување и документација, што викаме ние четврти кат, беше лоцирано. Они определува и сугерира кај да одиш. Например, ја кога требаше да одим за Русија, начелникот ми беше познат дипломат македонски Трајко Трајковски, кој овде него примија, го беше на разговор овде, го повика да биде министер за надворешни работи. Тоа беше јули 92 година, се сречаваме Трајко Трајковски, мојот начелник, на улица и се поздравуваме и отприлike ја знаем зашто е тука, вика замисли ниту еден услов не ми исполнил. А Трајко Трајковски беше последен амбасадор на Југославија во Атина. Сега само тој аспект со грчкиот проблем, може да предпоставите од колкава помош би бил он, посебно во тој момент. Во тој момент да се искористи денес. Од страна на нашите први амбасадори кои отидоа во Атина, кога одевте така во странство, сте оделе во Источна Германија, во Советски сојуз, се обидували служби од тие земји да ве врбуваат? Нормално, што им е работа? Види се, тука има градација. Што им е работа? У моје време најголема афера во Москва, да кажеме шпионска, дипломатско-шпионска, беше значи вековната борба помеѓу Америка и Русија. Сега ве пак се враќа тоа и идеме повторно во таа фаза, така што вие добро е што сте овде за да ни ги пренесете новите предизвици. Ти си бил во Москва? Да. На Садовој кајцо се наоѓа и Министерство за надворешни работи и амбасада во една жута зграда на Америка. Да. Меѓутоа они живееле кај стара зграда и сака до Хотел Мир, тука во близина, да изградат нова амбасада. Беа ангажирани фирми од Финска, Шведска, нити еден рус. Песак носеа со нивни камиони се. Кога беше зградата готова, не се уселија, бидејќи во страна на русите била целата начичкана со звучници. И во зградата не се уселија. И ден денеска си живеат во старата зграда. Тоа има нека друга намера, хотели или нешто. Што е во таа работа? Значи, они се разбира дека таму, посебно во тоа време, КГБ беше секаде присутна. Тоа на начин на кој не е истоветен како што го прават американците. Сосема друга е тактика на Руското министерство за надворешни работи. Меѓутоа, викаш дали те пратели. Нормално дека те пратат, али не си приоритетен. Друго, он ќе почне да те прати, ќе биде од ова не биде ништо од него. Да. Што има да губиме време за него и ќе те откачи.
Не те прати више. Ако си интересантен, тоа е оно што е во дипломатијата многу важно. Нашите дипломати не се атрактивни за соработка. Од повеќе причини сега би ни требало цел ден да ви објаснам зашто не се потребни. Самите дипломати овде во Скопје се жалат дека они у Мандра нема со кога да разговараат. Едно. Те интересираат уште работи од историјата, сигурно. Меѓутоа да влезем во содржински или ајде. Не, мене ми интересира само да направите компарација на квалитетот тогаш и квалитетот денес. Не може да се прави компарација. Например, Која е компарација премеѓу Трајко Трајковски, кој е начелник, и овој несреќник кој што иде сега за амбасадор у Лисабон, или како се вика, не забравам му името што викат овде во Македонија. Немаме во Лисабон бе. Не во Лисабон бе. Овој во Луксембург. Не, Лисабон му е заради некои други. Не, Лисабон му е за друг. Але за тоа не знам дали денеска може да разговараме за Лисабон. Добро, не споредба. Не споредба. Начелник е амбасадор. Он како начелник не е уште амбасадор, али не може да биде пред 50 година. Видете, еве, ја им нудам бесплатен курс на сите наши амбасадори, може да дојдат кај мене. Вечерен на школа, ја ќе им дам книги што да читаат, распоред, скрипти ќе им правам. Вие двајца може да држите теоретски предавања и да живееме некако и ние. Практични предавања, да. На пракса ќе доаѓаат кај вас. Не, они имаат некоја дипломатска академија, але кој им предава таму? Не, само ајде пред да влеземе содржински. Амбасадор е затоа што бевте потоа која веќе беше обединета Германија, Западен Берлин. Да. И сигурен сум при чекорењето вака низ Берлин. Беше ли понекојаш Унтер де Линден, например? Беше ли понекојаш интересно вака да се само да се замисли дека еве тој чекпоинт Чарли, фамозниот, дека сега може слободно да шетате, да шпартате и така натаму, онаму каде што беа борликави жици. Каже бе амбасадорот кога сега се враќа во Берлин повторно ги гледа бодликавите жици во. Не, постои дел од зидот што стои како споменик. Пинк Флойд кај што имаше концерт. Тој дел. Па не. Сега више и сега се познава разлика. Кога ќе дојдете на Поземер плац во Берлин, од Западен Берлин идете према Источен Берлин, веќе на самиот влез на Поземер плац веќе почнуваат разликите да се гледаат. Што архитектонски, што социјални, што културни. Голема разлика и се. Многу години требаше источниот дел од Германија да се изјадначи со западниот дел. Например, еден лекар во Дрезден и еден лекар во Берлин, патата била 1:3. Нормално во корисна тоа е Западен Берлин. Значи тој народ не знам дали и сега изјадначено во стандардот. Па не целосно, меѓутоа многу приближено за разлика. Сега е приближено, али прето оно кога шеташ низ Берлин и поминуваш од Западен Берлин во Источни, као да влегуваш во друга држава. И овој пописот германски тоа покажа дека освен да речеме големите центри како Лајпциг, Дрезден и така натаму. Или Лајпциг кој спомна. Лајпциг да има фудбалски клуб Бундеслига кој се бори за прво место или прво место беше една година. Замислена, да. Тоа не било замисливо. Не, меѓутоа имаат проблем имаат иселување масовно од Источна Германија се уште. Да. Освен од овие крупни индустријски центри, урбани центри каде што има зголемување населението, така што еве една моćна Германија толку години по обединувањето уште не успева да се справи со последиците од разликата помеѓу социјалистичкиот ДДР и капиталистичкиот. Иначе знаеш кој има победено 41-а, да речеме, во Бундеслигата? Кој? Во германската лига. Клуб кој не е германски денес. Рапид Виена. Колку е чудна историјата. Да не влегуваме таму затоа што тоа е едно подрачје полно со мини. Рапид Виена има зелени дресови. Едно време и германската репрезентација имаше зелени дресови. Да. После црно-бели. Да го оставиме фудбалот на страна. Да влеземе во Екселенцијо, утринава ние анализиравме една изјава на македонскиот министер за надворешни работи кој вели ние имаме, вика, прифатено договор со Бугарија. Одлично. Но, вика, не го кажуваме за да не направиме отпор во Македонија. Еве од дипломатски гледан аспект. И да дополнам, да го дополнам прашањето, после служба преку 50 години, половина век во две дипломати, една голема, една малку помала,
дали некогаш Во две држави кои се распаднале и кои се обединиле. да, дали некогаш не во дипломатиите каде што сте работеле, туку во дипломатиите кои што каде што сте работеле, нели? Дали сте сретнале вакво изјавот министер? Постигнавме договор, ама не го кажуваме. Добро, господа мора да свати малку подалеко. Ајде. Прашањето е разлика помеѓу бугарската и македонската дипломатија, разлика како небо и земја. Бугарските врски, што семејни, кралевски, што политички, во однос на нашите врски во сегашна Европа, не споредливи. Ниво на бугарската дипломатија, еве Берлин да го спомнеме. Они имаат со Германија фантастични односи. Бугарија и Германија. Уствари Бугарија има со сите држави кои се за нас важни, многу подобри дипломатски односи него што имаме ние. Бугарската дипломатија е образована, кадровите не се као кај нас испраќаат по некакви критериуми кои обично немаат врска со професијата, имаат врска со пополнување на некои работни места, базирани на други критериуми, а не професионални дипломатски. Тука на стартот ние сме хендикепирани. Ние сме зборувале дека ние сме хендикепирани бидејќи архивот од поранешна Југославија не е пренесен во Македонија. Делот само уште еднаш да потврдиме, значи без разлика на разликата во економскиот развој на тогашна Народна република Бугарија и СФРЈ, дури и тогаш бугарската дипломатија не важеше за некоја третокласна дипломатија. Дури еве ќе ви кажам еден пример од моје искуство. 77 година ја носам дипломатска пошта во Софија по повод мемуарите на Цора Драгојчева. Значи така тука ќе дојдеме до другото прашање. Во поранешна Југославија бугарското прашање со Македонија било третирано ад хок. Никогаш не било на постојана агенда. Ако се појави Цора Драгојчева, ние ќе однесеме протестна нота, они нема да ни примат, ќе кажа како се однесува, и после тоа пак не се зборува со години, со децении, не се зборува на таа тема. Не беше ад хок, као што и прашањето за името не беше постојана агенда на македонската дипломатија. Тоа беше чувано во еден потесен круг. Имаше еден голум писмоношта кој ги носеше по раките во Њујорк и се враќаше. Преговарачот. Како преговарачот, не писмоноша. Да преведам. Галебо Джонатан носи пошта и се враќа и ми каже, абе ови ме лажат, па ми кажуваат еден ден ово, па ми кажуваат други ден дово, и човекот си поднесе на крај оставка, нели? Има други причини. Сега се оддалечиме многу од темата. Не се враќам Бугарија народна. Бугарија. Како ова еве вие Одам со амбасадорот да предадеме. Зрадата е иста и сега на манера. Исто е точно. Да, исто. И носиме тоа. Отвараме брата кај високот началник, што беше повисоко. Он не вика седете. Ние стоиме. Вика знам зашто се дошло нормално и ми продаваме. Него ни отвори. Со ово ќе го запознаеме нашето раководство и ние се излегоме надвор. Ништо не е променето и сега. Ово не променете квалитетот на тие што ја носат нотата од наша страна. Понекогаш не ни има нота, што е фрапантно. Може и да се запијат. А ние сега во ситуација кога ни гори со Бугарија. Ние немаме 2 години или 3 години, немаме амбасадор. Па да. Сега праќаме амбасадорка која во живот не работела билатерално. Да, ако е вистината информацијата дека гнеза Руси, таа е експерт за Европската унија и добра е тука. Тука нема Не викам дека не е добра, али не работела билатерално. Да. После като има другата тема на ОПСЕ, праќаме амбасадор, шеф на мисија при ОПСЕ, кој не бил еден ден во дипломатија. А не бил еден ден, а Македонија председава сега тројката до година. Едната Деми, тој е еден од твоите милени политичари. Сега тука пак доаѓаме до тоа како се бираат кадровите. И сега ништо не е променето до која забелешка стои, ако е духовите во секој случај. Сега во Османи. Практично може едно предавање на Османи да му издржи.
Пошто, вие ако сте во негова Па позиција... ја во моите колумни држам Држи, да. предавање. А едно предавање да му држиме. Господин Османи, пуштете 107,4 или ако некој фати реприза видео, нека му пуштат. Овде Георги Мисајловски држи час. Што би му кажале вие на Османи како да се однесува во овој случај? Прво што би му кажал, не знам од кај да почнем. Ајде да почнеме од кабинетот. Добро. Тоа е најважно. Па не, тоа е вистина најважно. Кабинетот е многу важен. Кај нас шеф на кабинет углавном е измечар за носител на ташна или куфери на шефот. Он не е никаков филтер на информација. Он е чувар плажа во зимском периоду. Го чува министерот од екстерните фактори кои можат да влијаат на неговиот авторитет и значи го окружува со жица водликава жица да биде неприступачен. Бира таков човек, тако избра сега и Османи, таков шеф на кабинет, која не е албанка, би било многу да и шефот на кабинет албанец или албанка, али и државниот секретарија и заменичката се од иста партија де факто. Значи, не е сфатил улогата на институцијата. Кабинет е институција. Шеф на кабинет мора да биде искусен дипломат, кој знае технологиите на работење. Не им треба партиски човек кој тука дошол се знае по кои критериуми. Тоа е најважното. Друго, би му поставил прашање како се он чувствува, дали он вистински се залага за интересите на оваа држава со своите некои активности кои и на обичниот граѓанин му изгледаат необичајни. Како на пример, еве да илустрираме? Па како на пример сега он тогаш не беше на таа функција, кога се однесува во визави релациите па и со Бугарија, еве ќе ве потсетам, Армен Џафери, чим дојде на лидерска позиција во својата партија, прва работа што направи, отиде во Софија да разговара со бугарските политичари, меѓу кои и Каракачанов. На која тема разговарале, познато е, али не би сакал сега да ги откривам тие работи, меѓутоа тоа што он разговарал и сега е присутно во идеите, еве со таа, ние имаме, нели после ќе зборуваме за таа несречна нота. Присутно е на некој начин дека албанците многу порано почувствувале од нашите политичари дека ово што се случува сега може да се случи. И си е бара на Бугарија. И барале своја позиција. Да формираат врски таму веројатно. Во линејна комуникација да формираат своја позиција. Значи Армен Џафери отиде први. Сега се сеќам дека ви пречеше во колумните, дури протестиравте за онаа вест која што излезе дека при посетата на Мадрид македонскиот министер за надворешни работи лобирал во Шпанија за признавање на Косово. Не само не тоа. Да. Па и со Курти, па и ко Отворен Балкан, па мислим многу има провидни работи кај се гледа дека ќе чекате, па нели сме ние независна држава Македонија. Да. Он не отиде, беше у Португал не отиде, Португал тогаш председаваше. Да, точно. Актуелен non-paper, тој чувени non-paper. Они терминот non-paper не го разбираат уствари. Они мисли дека тоа летак, дека е тоа нешто што се фрло од авион, па се собира, па се носи да се види што е тоа. Не гледаат како се создава non-paper. Non-paper создаваат мудри глави. И он е неформален папир, меѓутоа, он има тежина. Добра, ама какви се главите, таква е мудроста на non-paper, така што... На почетокот на дипломацијата во Македонија не ги знае термините, па ни non-paper не знае. Промеморија, альбомар, тоа се исто. Писмата кои ги испраќаше Министерството за външни работи. Како не ги знаеле, па како што работеле? Тоа исто како радиотехничар си да не знаеш што е. Па еве, не, многу едноставно. Прво од Белград што дојдат дипломатите, пола не би употребили. Али нема луѓе, ги примија сите. Овие што биле овде у тој
такозвани републички секретарат за странство, пола беа Ке се согласите дека, да речеме, Никола Димитров, претходниот министар, беше навистина и шлифуван за овие дипломатски работи. Имаше човекот познавање. Може би имал мани, не викам не, може би направил катастрофални грешки, може би да, но сепак од стручен аспект Никола Димитров од сите министри некако како најпозитивен пример. Добро, така и го оценува него како најуспешен министр на дворешни работи до сега. Добро, веројатно благодарејќи на Преспанскиот договор. Ја, например, кај исто ја читам со него и кај Борче, поздрав до него ако не слуша, и морам да кажам дека и со став, со носење, со дикција беше Никола Димитров така профи дипломат. Ова е специфично, гледаш квалитетот на министрите го цени според тоа дали одат на искројач или не. Добро, што се однесува за тоа, он имаше манекенски особини, тоа е За тоа сакам да кажам. И добро, и при изборот на кабинетот водеше сметка и за односот машко-женство, да биде равноправност, да не бидат само машки и така во делегациите ги формираше по така по еден естетски критериум. Тоа не е лошо што да што. Така го правеше. Знам дека Содржински треба да биде прв. Српско Драшковиќ министар. Тоа е за мене еден од како да кажем, најкомпрометирајќи српски политичар. Зборуваме за Вук Драшковиќ. Да, Вук Драшковиќ. Он кога дојде собра околу себе таков состав на од делегациите, дамите изгледа како што туку излегле од спална соба после бурна проведена ноќ. Во дипломатијата Значи секоја случајност, секоја коинциденција со претходниот пример е случајна. Во дипломатијата има да кажеме мода. Модата се формира како што банкарите личат по облекување, како што касапите личат на облекување, така како што овие што работат најстари занат личат кои ќе ги видиш. Добро, ама и банкарите и дипломатите понекогаш си личат вака затоа што малце поскапо додошли се облекуваат банкарите затоа што не може дипломат да има. Како што сакаме конзервативно некој да ми ги чува парите, сакаме конзервативно некој да ми ја чува државата, нели? Затоа мора сликата која што се одава е дека е некој сериозен човек, сериозна жена која што мисли за себе и мисли на државата. Претпоставам дека тоа е пораката што доаѓа од дрес кодот на дипломатот или не? Пак доважеме на оно најважно. Малите држави немаат право на дипломатски грешки. Секоја грешка се види. Голема држава може да прави грешки колку сакаш. Тие се невидливи. Јас слушав муабети за овој избор на дами на Никола Димитров. Клека, се. Ајде се вратиме на темата. Човекот ќе чека 2004 година кога се кандидира за председател на државата, ќе видиме сега како му е работата. Тоа му е сон, нели? Малку му беше ова. Сон му е на Никола Димитров, смета да биде председател. Но тој реагираше на Бујар Османи, ова што го прави Бујар Османи во однос на Бугарија и представи дека тоа му е всушност него главна причина зашто не ли го изоставило. Причината е што зборуваме по некој ден мешање на своите компетенции. Овој за европски интеграции, а овој министер за външни работи. Немаат исти став. Последен пример Подгорица да земеме од нашиот председател Пентаровски изјавата дека ништо не е лоше што Албанија сака да се одвои. Тоа секоја држава сака да ја отвори. Јас ја видов таа изјава искрено. Така ли е? Паднав од столче. Да. Можно е таква изјава да. Кој е подготвил таа изјава? Нисам немам појма. Да. Такви изјави он кога оди. Он кога оди кај Мило, кај било кој, он мора да има. Овде не се прават никакви подсетници. Он мора да очекува што ќе биде прашан и што ќе каже на таа тема. Значи, ова што го кажал на Џукановиќ, тоа е став на влада. Значи, тоа е став треба да биде и на Османи. Османи тврди друго. Јасно. Добро, значи, се вратиме на тема ова вакво нешто, ваква една изјава е дека имаме договор, ама како беше? Ама не го кажуваме за да не предизвикаме. Ама тука не е ништо јасно.
дали ние сме пратили non-paper, или они пратили non-paper, или некој трети пратил non-paper, па ние комуницираме тоа. Општо тоа не го објаснуваат. Да, како е каналот? Како е каналот? Еве имаш импликации дека наводно зад ова стои некоја голема, Така кажуваат. деме Германија или Британија. Може да биде. Нешто такво. Имаше португалски non-paper на иста Да, тема. меѓутоа ова очигледно е нешто што се јас така ценам. Предпоставам еве да речеме, вие сте еве представник на Словачка во Софија или во Македонија. Да. И доаѓа една ваква работа и сега треба да пишувате, нели, белешка до вашето министерство. Ке напишете дека министерот не го прикажува, владата не го прикажува договорот, затоа што се плаши од реакциите на јавноста. Предпоставам дека тоа е. Ама ако бугарскиот одговор биде позитивен, значи ние одиме у парламент, кој се гарантира дека тој и за нас е позитивен? Тога е веќе too late. Кога ќе се доеме до парламентот, Тамо ќе се измисли после пак нешто околу гласањето ово да се направи и таа комбинација е можна. Да. И да побине тој предлог. Според вас, кој е најдобар министер за надворешни работи кој сме го имале у задни 30 години? Македонски? Да. Тоа е прашање за $1,000,000. Ние Да. Будимир Лончар. Не, види, ја имам тука тези кои ги пласирам постојано. Ние не само што се играме држава, правејќи држава, како деца што се играат со кал, правејќи на плажа замкови или оно, така се играме и со дипломатијата. Само сеќате се кои беа први наши амбасадори, кои се формираше Македонија. држава. Сеќате се да ние и ден денеска немаме служба за меѓународни правни односи. Односно ги водат обични правници. Ни еден доктор по меѓународно јавно право нема таму вработен. Ние подпишуваме договори со луѓе аматери. Затоа се правеа и многу грешки. Него наш договорите главни обично не ги пишуваме ние, друга не ги пишува. Ние ги прифаќаме. Да, генерално како. Договорот од Преспа дека кај нас го напишале, тоа е малце. Еве, отприлике за таа нота несречна толку може да се каже. А многу е поважно што ние 3 години изгубивме без амбасадор таму. Да, во Бугарија ние практично 3 години, како сега еве ние водиме спор со Бугарија, а цели 3 години немаме амбасадор таму. Сега само тука да кажеме една работа која што тој не сака да ја каже затоа што тој е пристоен човек. Меѓутоа се случи една голема неправда за тогашниот амбасадор, кој што буквално Маријан Ѓорчев. Да, пратен е. Не, кога се врати во Македонија беше на дело карантинот, се сеќавате? Да. И тогашната влада одлучи да покаже дека карантинот е еднаков на сите, на примерот на Маријан Ѓорчев. И Маријан Ѓорчев беше сместен во попова шапка во еден мотел кој што е под сите можни стандарди. Предпоставам дека тоа било направено од мазнички, затоа што списоците ги правел тогаш овој Драги Рашковски. И се сеќавам дека неговата сестра и неговата братучетка тогаш реагира остро. Тој не сакаше да реагира, тој е горд човек, нормално, за да може да му бидат возможни подобри услови, но не беа возможени и на еден ваков начин заврши и кариерата на Маријан Ѓорчев, тој е во пензија или потоа, меѓутоа еден од мазнички потек на човекот кој што ја представуваше Македонија и Бугарија до вчера, а денес кога стапи на територијата на својата земја, одлучи да му покажат колку тој е небитен, неважен и колку едноставно не мора да одиме далеко, ево ти си тука. Да. Ајде за тебе да кажеме некој збор. Добро, не е битно, ајде сега. Што се деси со него? Не ми кажа, не се жали уопште Ивиц. Не е во ред, затоа што ние сме биле не другата. Ние сме биле во служба на Република Македонија. Да. И сега не е во ред, значи не е во ред сега тука да плачеме за нашата судбина, мислам во ред е. Тоа што се сторило, се помни и ќе се помни. Меѓутоа тука да го затвориме мобето затоа што нема да го затвориме, нема за тебе да зборуваме за друго. Например, таква судбина доживуваат обично сите скоро амбасадори кои одат
кои доваѓаат од некои други политички средини Да. и игра само едно лето, што е штетно за државата. Државата инвестира 4 години во тој амбасадор. Он тамо учи занает. И сега да остане само на 4 годишен мандат, дојде овде го игнорира. А не ми смета тоа. Не ми пречи, ја очекував ова, меѓутоа не. Ма како не ти пречи? Еве сега земи Париз. Земи сега Париз. Не ми пречи. Се знае кој оди за амбасадор во Париз. Ние имаме двајца фантастични профили за Париз. Тоа беше Луна Старова и Плевнеш. Да, се сеќавам. Значи, добро лоцирани, затоа што ние немаме ние како дипломатија, немаме никакво значење на влијание или во Париз, или во Берлин, било каде. Али можеме да имаме влијание ако амбасадорите се личности кои точно се уклопуваат во историјата на државата која ја представуваат и на основните карактеристики. Франција е држава на уметност, на култура. И овие 20 беа многу добри репрезентанти. Кога се врати овде, ги заборавија. Инаку само да ви информираме дека еве со нашиот гостин ова утро повторно го водиме Сашо Ордановски и Слободен печат, многу важна информација за нас, затоа што имаме... А што е битно тоа слово? Гледаноста е најбитна. Гледаноста е од тоа е од што ние живееме. А што ви имате систем кој се може да се контролира? Да, се мери гледаноста во реал тајм. Љупчо затоа што го почитува како повозрасен колега Сашо Ордановски, ево некоја трка со него, колку да покаже дека доаѓа дуговна. Ти имаш повеќе шанси, бидејќи радиото ти е лидерско. Неговото е слободно. Значи, лидерот го победи слободниот. Слободно, значи не контролирано. Па не, контролирано е, ама се. Знаете, имавме една интересна ситуација на факултет, Сашо Ордановски нешто држеше некои предавања тамо. Ни објаснуваше како било и кога го ставиле Сашо Ордановски да биде директор на МРТ и викам, му звонам јас на Бранко Црвенковски, му викам, Бранко, сега немој ти мене да ми се јавуваш, да ми кажеш ова прави таму телевизија, вака прави. И вика, Бранко ми рече, па Сашо, јас затоа те ставив тебе, за да не мора да ти се јавувам. Ајде да се вратиме сега на... Сакам да ви кажам... Колко се јас стечам оздари и друго, со Киро Глигоров ще поврзам со некој интервју. Да се вратиме, да се вратиме еве на темата. Излезе нова амбасадорска листа, не знаеме дали е точна. Да. Предизвика малку контроверзија во јавноста, па еве сакаме да испрашаме еден интересен соговорник. Инаку знаеш дека ја ти ја пратив упорека, прв ја имав. Да. Таа информација, но не ја објавив затоа што се успав. Не, најсериозно. Не, сега е сериозен, не ја објави затоа што дискутиравме дека тие луѓе немаат добиено агреман и дека не е во ред заради правилата, нели, и заради доброто однесување и заради дипломатските пракси, тоа да се објави. А инаку ги имавме многу од меѓутоа ги објави. Еве, луѓето немаат агремана, ги објавуваат. Тоа е смешно, ако не е трагично. Затворена седница, па донесена одлука, може, па не може, подим тамо. Мислим, декутантно е сега да зборуваме за тие начини. Не, ама, ајде директно вака едно прашање. Ајде. Ја мислам дека по прв пат во историјата на Македонија на мултилатералните позиции во Њујорк и во Виена одат луѓе кои што не се од МНР. Ова прв пат се случува дури во нашата дипломатија. Види, им објасни, 30 години им објасни. Еден амбасадор во мисија важна, као во Њујорк, да кажем. Да. Има единствена шанса секој ден да се среќава со некој амбасадор на некоја друга држава. Дали на ручекот, дали на кафе, дали овака. Значи, он фактички врши дел и од билатералните работи кои врши некој амбасадор. Апсолутно, да, точно. Значи, али неговата комуникација е секојдневна и без проблеми. Они се колеги, они се седници, совети, комуницира. И тие информации треба да бидат многу значени. Ние сега го зборуваме од за ставови. Врз база на какви информации ние водиме надворешна политика према, да кажеме, према Русија, према Украина сега. Ајде кажи ми ти, врз база на какви информации? Па предпоставам дека нашите амбасадори ширум светот имаат шанса да зборуваат со руските. Твој ширум светот, Москва немаш амбасадор одамна. Да, и нема не се праќа, така разбравме, нели? Да. Па види сега, не може да се вадиме дека нема авион. Има
Ер Србија лети секој ден. Не, се вадиме дека наводно има солидарен став на земјите членки на НАТО, ниту еден нов амбасадор да не му даде акредитиви на Путин. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не треба да имаме дипломатски. Али чекај, има друга опасност. И да он отиде во Москва да предаде акредитиви, може Путин да не му ги прими. И тоа е можно. И тоа е можно. Бидејќи сега нашите односи не се пријателски. Да. Точно. Меѓутоа, Бугарите имаат многу верзии на непријателска страна. Како зависи како со која тежина треба да даде на некоја држава. Ние сме тука на средина. Но еве во однос на Украина, извини Ивица што те прекинав, да речеме Славјанка Петровска, као од позиција на министер за одбрана, дава изјави во врска со Русија. Не е поприродно министер за надворешни работи да ги коментира. Се разбира дека не. Па кај нас во време на епидемија Филипче беше портпарол на влада. Де факто во врска со пандемијата. Тя беше да биде во најмала рука тој шеф на таа, како се вика, председател на таа комисија. Ние ги мешаме функциите. Јас ставно сега си мислим на кој начин сега Заев не представува надвор, во која функција? Да, Заев, еве вчера Заев, тоа заборавивме да прокоментираме, беше на конгрес на СИРИЗА. И добил аплауз. Со громогласен аплауз доби аплауз, а претходно од Алексис Ципрас беше представен како вика големите грчки патриоти Никос Коцијас и Зоран Заев. Добро, ти знаеш. Како може наш бивши премиер грчки патриот да го прогласи? На конгреси на партии се канат странци. Јас сум бил на конгрес на партија и во Германија и во Австрија. Има таму странци на тој дипломати доваѓаат да присуствуваат. Тоа опште не е проблем. Проблем со каква агенда отишол сега Заев на СИРИЗА на конгрес. Ајде да е Не, еве ја ќе кажам. 20 години од некој подпишување. Јас еве таман нека влезе ова како еве мој коментар во историјата. Да. Од денешната емисија дека кога туѓинска држава прогласува твој државјанин за патриот, тој во сопствената држава е се, но никако ниту патриот, ниту човек кој што придонел кон развојот на таа држава. Значи, тоа многу добро кажува што се случило со Преспанскиот договор и која била цената која што Македонија ја платила, а која била цената која што пак ја добил грчкиот патриот Зоран Заев. Ова е преемотивно, меѓутоа мора работи да се изведат на чистина. Мора, види, ја за тој Преспански договор и многу има пишувано и мислим први употребив една синтагма споени садов. Да, со бугарскиот договор. Да. Точно е. Споени садов. И сега значи пак одиме во нова национална катастрофа? Или што беше, кај беше во Анталија или беше Заев? Да, во Анталија беше. Форум, економски форум, да. Океј, нека иде, он е бизнисмен, него го интересира како ќе се развие економијата, поготово сега. Бизнисмен сега Заев? Да, се приватњак. Да. Нова фирма има таму, плюс син му сега со енергетика работи. Да, имаме еве. За кој многу се знаеш дека 18 годишно дете во Македонија има енергетска фирма и тоа точно насочена во оние точки каде што ќе има кусок. Значи еве уште една работа врзана со дипломатијата. Значи се познаваме долго со амбасадорот Миселовски, тој ми е сосед во Карпаш 4. Да. Сосема скромен стан има, сосема скромно живење и така натаму, а кај него доаѓале врвни информации од сферата на политиката, но и од сферата на бизнисот. Тој со тие информации не тргувал, може да се види и по него. Меѓутоа, председателот Пендаровски кажа дека во октомври уште дошле американците со информации за судирот во Украина. Да. Во ноември, кога замина во наводници од функција тогашниот премиер Заев, син му отвара фирма енергетика во сфера каде што имајќи претходна информацијата дека ќе дое до кусок на струја, кусок на газ, кусок на нафта, тој се позиционира за да може да ги добие. Значи, по мене ова е конфликт на интерес. А што те чуди? Ова е ова е конфликт така на интерес. Така функционира државата. Градоначалникот на град Скопје знае урбанистичкиот план и ќе ти каже иди тамо купи таа нивата, за 2 години тука ќе биде пут. И за таа работа треба во затвор да се оди. Изгејт што си го направи, замисли они од кај знае дека таму ќе
купија луѓето огромен сајм. Од кај знае дека таму ќе им дадат дозвола за да прават толкав Не, така функционира, но така кога се функционира дури со постојаното законодавство треба да се оди во затвор. Тоа го кажам. Ali информација. Еве сега, ти си работел, се извинувам се, приоѓаме на ти, меѓутоа да ти почна во си имал имателна информација во еден систем, нели? ДДР, спомнавме, Советскиот сојуз, Западна Германија, Југославија, Македонија, каде што доаѓале информации меѓу другото за овие бизнис текови. Па милионерки си бил до сега, тие информации да си ги злоупотребувал. Георги Миселовски како амбасадор, да мислел како што мислел Зоран Заев како премиер, сега ќе бил мултимилионер. Не бил, зошто? Затоа што сакал да се обави професијата професионално. И замислете... Види само една работа, вие некој знаете тоа. Југословенската дипломатија своевремено беше добро платена дипломатија. Апсолутно добро. Добро платена. И имаше Сега како се платени дипломатите? Пристојно се сепак. Сега се пристојно, али пак во однос. Замислите како да платени бугарските, албанските, тие нема за лепта, нема за пиво да. Ако ме пратат во Бразилија, ќе имам 10.000 евра плата? Не, како 10.000? Како 10.000 нема американскиот амбасадор. Зашто идете амбасадори бе? 10.000 нема американскиот амбасадор. Добро, ти овде имаш 10.000 сигурно. Да. Не, денари. Денари, може би денари. Ти слушалост на емисијата кога... Да. Нема, еве да се вратиме на новаа тема, значи без разлика дали е јавен функционер, политичар или дипломат, е државен службеник, така? Така е. Значи информацијата обврзува. Таа информацијата не е за трговија, него за заштита на државните интереси. Много е битно кој ги дава информациите. Не е на Пендаровски да дава таква информација. Точно. Не. Ако веќе си имал тајна, ти кажете амбасадорот од таа држава наш, кој нема појма за таа работа, ти си добил тоа од структури кои со тоа се бават. Така е. И сега ти провалуваш што вика србите, изворот на информација, они знаат кој ти е кажал, а истовремено не преземеш дома мерки да избалансираш тоа ситуацијата која ќе дојде, нели? Знаеш датумот на нападот. Само ова да прашаме, коментиравме со еден друг гостин, еве, предпоставам дека се уште заради таа колегијалност ги имаш врските со дипломатите од поранешните југословенски републики. Коментиравме пред некој ден дека, на пример, ние сме најгласни и сосема без причина во делот на некои антисрпски политики на Балканот, а од друга страна, штом згусти, го молиме Вучич за вакцини, за жито, за пченица, за масло. Еве, предпоставам дека ова доаѓа во коментари кога се среќавате колегијално со колегите од бившата држава, српските дипломати, посебно од вашата генерација, како гледаат на Македонија и на актуелната политика? И види. Извинете, ја ќе надополнам малку. Ајде. И во Србија била во таа Југославија, како што сме били и ние, и Србија имало исто кадри како што сме имали и ние. Видете денес во кој платформ е српската дипломатија, каде сме ние, па ако сакате и хрватската и словенечката да ги споредиме, сепак се тоа, па и сум седал и со амбасадори од Босна и Херцеговина и тие се на едно позавидно. Овде го знаеш, овој. Естрадниот амбасадор. Добро, да се вратиме, не, босанскиот овде. Кој е овде? Босански не знам. Мора да ќе го викнеме во емисија. Да. Меѓутоа не да се вратиме, како коментираат тебе види се како коментираат. Еве сега пак тој несреќен Белград да го земе. Почнати со не е колку несреќен у Белград. Да, добро. Не е несреќен. Белград е бел. Сега тамо треба да иде, како се вика, Жириновски или Жирновски, овој нашиот Жирновски. Жириновски почина. Он е катежен инженер. Да. Така ли? Да. Бил заменик министер колку 2 години или колку така бил. Нешто, да. И тоа му е едино дипломатско искуство. Ти го праќаш да разговара со Хил сега во Белград. Замисли таа дискусија помеѓу Хил и Жерновски или Жирновски? Жерновски, да. Тоа е како мислам дебарско презиме дека е така нешто. Не бе овој што русинот што почина, он се вика Жириновски. Да не сте претурчети. А иначе Жерновски е внук на бугарскиот кмет на Скопје во време на бугарското. Добро, не имај сега. Чекај. Кој е Жернов? Не. Значи не.
Тој е внук на учесник на АСНОМ и на основач на градежниот и на архитектонскиот факултет. тоа окей. Кирил Жерновски е еден од луѓето кои што се вградиле во изградбата на современата македонска држава и оставил големи трагови. Добро. Значи сега да не зборуваме вакви ова се глупости кои што ги зборуваат по разноразни форуми. Тебе ти се сега интересни за да направиш интересна емисија. Мене ме провоцираш. Да, знам дека можеш Не, јас сум осетлив, мора да кажам. Јас сум многу осетлив. Чувствителен, пардон. Чувствителен. Ние оставиле трагија во живењето. Иначе он е мој коректор и лектор, без него нема да функционира. Не. Меѓутоа, чувствителен сум на оваа тема која ќе удри за историјата. Значи, Кирил Жерновски, дедото на Андреј Жерновски, е основач на градежниот факултет, на архитектонскиот факултет. Тој е учесник на АСНОМ и учесник во Народно-ослободителната борба. Окей. Не, туку постојат во моментов некакви плитки површни толкувања на историјата. Дури еве и на историјата на Македонија имаме некакви сеанси. Ова е Инфомакс, пишува еден релевантен портал. За тебе вчера ти извади од Инфомакс една тема, каде што вели, вика, внукот на бугарскиот кмет се исплаши. Да. Нешто. Не треба. Ова се лоши. Секој во нашето семејството далечно имал некој. На крајштата еве и нашиот прв претседател Киро Глигоров за време на бугарската окупација со Македонија. Еве го и официјалната биографија на господинот Кирил Жерновски. За време на бугарската окупација со Македонија Киро Глигоров бил директор на една комерцијална банка. Хипотекарна банка. Точно, која што била. Но тоа не намалува неговото значење дека потоа бил записничар на АСНОМ, учесник во Втората светска војна. За профил на амбасадор. Кристофер Хил, бевме во исто време во Варшава, кој беше он таму амбасадор. Имаме одлични односи со него. Овде додека во Скопје не сум имала со него никакви контакти, бидејќи не работев во Америка. Да. Се бавев со други работи, али таму се спријателиме. И он, бидејќи ако има некоја проамеричка држава Европа, тоа е Полска. Апсолутно. Тука нема дилеми. Да, но знаете, макар што Не, чекај да се вратиме и макар што Буш држеше едно предавање у универзитетот во Варшава и вика многу ми е драго што денес во Будимпешта можам да ве поздравам во Будимпешта, а они во Варшава, Буш. Но, али појаците и Хил ми вика, кажете све што ви треба да ви помогнам од оваа позиција овде со Поljska. Јас нормално информирав и нашата министерка информира за тоа. Меѓутоа, значи амбасадор според вас имајќи предвид позицијата сега има и се иста ситуација со човек кој што знае Македонија, али таму треба да пратиш аз амбасадор со Хил да разговара. Бидејќи Хил може да биде од голема помош. Тука се прашање Косово, тука е прашање Албанија, тука е прашање Босна и Херцеговина, за кој Хил во мал прст ги знае. Не, од кај да знаеме? Во моментов Андреј Жерновски е координатор за изградба на новиот клинички центар кој нема ни визибилити студија да се гради. И си зима државна плата од Министерството за здравство како координатор за изградба на објект кој не се гради. Значи по струка работи. Види, ама објектот не по струка е да се гради, овој не се гради. И ексклузивна информација че ми го клиничкиот центар. Случајно по една врска од преведувачка која била на разговорите, талијанската фирма го добила тендерот. Тендерот е добиен, па после се вратени парите, провизиите, тоа не, мислам, малку се знае за тоа, а она била на разговорите помеѓу нашите званичници и италијанската фирма. И била, најголем проблем било борбата околу провизијата. Кој ќе ја доби? Кај живее. Сега, а знаеш ли која таа италијанска фирма е довел на преговори? Почесниот конзул на Република Македонија во Бари, некој адвокат, очигледно некој мафиоз. Тоа не, тоа Како нема јас ме стајле почесен конзул. Пази, тоа не е дипломатска информација. Од преведувачка која била на маса кога се разговарало за тој тендер. А ние во зградава имаме почесен. Тоа е иста фирма која го направила клиничкиот центар во Ниш со закаснување од 3 години. Сега е одлично тој центар. Ама многу поевтин е тој.
Сега не знам дали поевтини, Не, поскъп. многу. И па помали биле провизиите таму. Дупло поевтино. Тука се вградува во квадратот и Така провизија. да, Не, не. Жерновски има сега тешка функција на... Да го затвориме случајот Жерновски, еве официјален историски податок. Жерновски е еден од основачите на Техничкиот факултет во Скопје, студирал во Софија, во Грац и во Загреб, каде што дипломирал на Техничкиот факултет. Пред Втората светска војна, Кирил Жерновски водел приватно проектно биро преку кое реализирал многу бројни објекти, а бил и председател на Инженерската комора на Скопје од 37 до 41. Потоа станал заменик градоначалник на Скопје. Добро, и потоа? Во периодот од 1941 до 1943 година, во времето кога Скопје било под бугарска окупација. Потоа Жерновски бил делегат на второто заседание на АСНО. Веројатно бил делегат затоа што моите предци, братот на баба ми, таткото на дедо ми, меѓу 41 и 43 изгинале борејки се токму против ваквите както него, кои потоа се продава. Вие читате дека биографијата од татко. Не, она што од сакам, дедо. не, ама не друго. Од дедо. Потврдам дека бил Сакам да фашист. кажам друго, не е точно. Значи, си бил градоначалник сакам да во кажам Скопје не е друго. фашистичко време. Ако Јосип Брз Тито имаше некој обичај, тој обичај беше дека не поднесуваше луѓе кои што биле фашисти, и кога Кирил Жерновски потоа бил висок функционер во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, извршувал многу високи функции и политички таму, сигурно дека поминал низ филтерот на тогашната Југославија и на тогашната Македонија. Значи, неговата работа и како заменик градоначалник била предмет на обсервација и било оценета позитивно. Историјата ќе покаже зошто. Јас имам некои предпоставки, имам некои сознанија. Меѓутоа, не треба луѓето кои што се градители на независна Македонија, луѓето кои што се градители на нашата држава, да им ставаме сега вакви ореоли. Точно е, треба да го цениме Андреј Жерновски како личност, не како нечив внук, меѓутоа неговиот дедо, покрај тоа што бил 2 години заменик кмет на Скопје за време на бугарската окупација, администрација или како Бугарска да наречеме, фашистичка окупација. тој е човекот кој што бил еден од основачите на Република Македонија, како што ние знаеме. треба да направиме историска комисија за вакви работи, да ги Точно. рехабилитираме дека- или не ваквите ликови, а не да преговараме дали се не е бугари. нема Не, зошто да ја го мислам дека многу рехабилитираме. време му посветуваме на неговиот дедо. на дедо му, да, на потоа Жерновски. да читаше биографија на Андреј, да видиме каков човек Така, ќе тоа Не е дишо разговара со партија Хил. цел живот, што ќе читаш? Отишол у партија, го запослили и после добил Дали во функции. една партија, дали по повеќе партии. Това е неговата Значи, биографија. Добро, ние сме веќе при крај, Љупче. Не сме при крај, имаме уште добро. време, особено Јас се- затоа што се мене ми возбудив, добро. прија разговорот со господинот Мисајловски. Мисајловски еве имаме ние факултети Само за полесно дипломатија. прашање. Инаку веднаш вака да се излечам, да се оградам од вас двајца. Јас сум си човек кој што е семеен човек, вие тука веднаш почнавте мавети за дами и едно друго. Јас сум семеен Јас- човек, јас женен да- човек. јас да се- Ај господинот Ја Мисајловски не гледам сум дека семеен. Јас Ја да се прославуваме веќе и златен јубилеј 50 години брак. Меѓутоа, во ваше друштво на лизгав терен сум. кога морам да сме признам, да- кога сме кај дипломатијата, еве и Боцевски спомна некои семејни работи. Да, ние зборувавме нели за тие женските на Никола Димитров и на Вук Драшковиќ. Кога се зборуваме Но- за тоа? Сега зборуваме, сега зборуваме. Но сега зборував, но сега прашањето е след. Еве вие сте со дипломатско искуство, еве ќе се надоврзам на ова што го начна Ивица. Знаете дека до информација службите најлесно можат да стигнат преку една машка слабост. И има и многу Па жени кои еден се... таков твој земјак заглави од кавадарци на таа тема, можеме да прозвориме малце. Како заглави? Па така, вие кавадарчаните, кога ќе испиете ракија, после не знаете што правите, веројатно. И што се случило? Па се бањал, успал у хотел некој и дошло луѓето од службата Не е битно, сега Не е да не кажеме битно. земјата, да не Добро. откриваме. со дамата која била подметната, информации, и човекот требаше да биде амбасадор во државата, наша соседна држава. И сега седи тука. Службите си ги работат своите работи. Сите служби. И прават анализа на личности
и прават досие на личноста. И што му е слабосно? Не, они И тоа од кавада цикат жена пуши. не види, во секој има тој ние имаме обврска во дипломатија Југославија, да секој соговорник со кого одиме, да имаме за него. Пуши, не пуши, пие, роден ден кога е жена, колку деца има, кој му се хоби, лова, ако е лов, поклон треба, пушка, она све се тоа се води. И кога ти си одиш, на наследникот му го даваш тој лист, он да го дополнува. Значи досие се профилирате. И ово за протерувањето, да тоа не спомнаме, ние сме сега станале специјалисти за протерување на дипломати. Секоја држава, секоја служба си води сметка за движењето на посебно на амбасадорите и на личностите. Не мора во структурата не се амбасадорите главни екзекутори, односно главни изведувачи на работите. Има тука пониски обично, ако сте имали прилика да читате состав на дипломатскиот корпус за некоја држава, најголемо звање, највише има податаше. Значи, во америчка амбасада има сигурно 30 кои се аташе. И не мора да пишува баш и зашто. Лесно се идентификува тие, дејќи тој не доваѓа у МНР да разговара, тој си има други канали на добијање на информации, ти не го гледаш него, ти го гледаш на приеми, а не го гледаш во комуникација директно со институциите, али он си ја врши својата работа. За таквите и ние ги пратиме, ама се прави и досие, и ако еден ден треба, не може сега да каже, ајде истерете одеднаш 5, може треба 15. Да, но ова протерување е повеќе некој отпор кон Русија кој сака да го даде. Не, следењето на политиката на Европска унија. Тоа ја го разбирам тоа. Да. Ево, Хрватска протерала, замислите у Загреб, Хрватска протерала 20, па колку имале тогаш тамо овој дипломати, чим 20 протерале. Не, за мене интересно е, значи едно откритие во скорешно време. Сеќам кога едно време руската амбасада имаше тројца-четворица дипломати. Но тоа Сега е засилено присуството. Сега се види, и тука Русија направи, ако се ти се она се сечува, опсо може да бил роден тогаш, кога Трушин беше амбасадор, пробуштител на работите. Па они со тоа покажа дека ние сме не колонија, него ние сме не знам што. Како држава, кога го пратија тој Трушин за прв амбасадор овде. Кој беше тој Трушин? А кој беше? Види, у Македонија имало и квалитетни амбасадори од надвор. Джейс Бейли, да речеме, еден од најквалитетните американски дипломати. Джейс Бейли е специјалист за други работи, беше специјалист за други работи, као што беше Хилс за други работи специјалиста. Они профилираат кадрови, дипломатски посебно. Не е сега Хилс случајно у Белград, он у Белград бил, почнал кариера во Белград. Точно. И зашто е специјалист Кристофер За Балкан. Хилс? Балкан. А зашто е специјалист Джейс Бейли? Па една функцијата му били и генерален конзул во Истанбул. Може да замислиш што се бавил тамо, веројатно не ишол на како се вика тој затворениот простор на трговија. Топка баш час, не баш час. Баш шаршија, да, Не, баш топка пие палатата, добро. Се знае кој му се знае која е улога на генералниот конзул. Ние овде тоа го минимизираме, пишува вие за таа тема генерален конзул. Генерален конзул е многу висока функција. Што работи? Значи, еве да ти представам, нашите баби би рекле ровари, еве. Па сега од тука извлекува за генералниот конзул ровари. Да. Па има книги Мислам дека напишане. мудроста на нашите баби понекогаш се запоставува. Твој пријател Бук Драшковиќ има напишана една книга која се вика руски конзул. Руски конзул. Ама таа е на друга тема, сега знам. Да, добро, друга тема. Али тоа е Сега читам од Вук Драшковиќ на прекрасна книга, се вика Александар од Југославија. И многу знаете се пак ме провоцира сега. Знаете ли што е интересно во таа книга на Вук Драшковиќ? Каде што кралот Александар Караџорџевиќ во еден дел се кае на злосторството што му ги прави над македонскиот народ. И дури гледате како иде таа пропаганда на Вук Драшковиќ, сакаат демек да, тука си го признаваат
лошото и се каат поради тоа, барем и во едно прозаично дело како роман. А бугарите ниту го признаваат, ниту се каат. Околу признавање има еден добар виц Белградски беше едно време за Србија, кога беше овој Николиć председател на држава. Вика, каква е таа држава кога председателот на државата не знае англиски, а наследникот не знае српски. Не, меѓутоа јас не успеав, иако го провоцирав амбасадорот Мисаловски да излечам, има еден проблем сепак во нашите односи со Србија. Значи во еден дел на интелектуалната јавност, исто така и кај Не, ја не се доискажав, може да го кажам своје се само да го да завршим контакт. Во еден дел на интелектуалната јавност, а и во еден дел еве на кај ветераните дипломати расте едно негаторско расположение кон Македонија кое што не ми се допаѓа. И сметам дека делумно причината е што исто како и во случајот со Бугарија, врските се ослабени помеѓу македонското и српското општество, комуникацијата во еден значаен дел е ослабена и се случува луѓе да се информираат само од книги, и тоа книги пишувани во 19 век и да развиваат некои чудни тези. Мислам дека час поскоро треба да се отвори еден малце попродлабочен диалог помеѓу ветераните дипломати, помеѓу историчарите и помеѓу други интелектуалци меѓу Македонија и Србија, затоа што не ми се допаѓа ова скренување лошо од таа страна кон нас. Да се кажам искрено. Види сега имаш право. Ја сум ти го кажал тоа, да знаеш. Јас сум член на Српски дипломатски клуб, сполни политички клуб во Белград. И тама се поранешни дипломати и тама одржав едно предавање. Се договориме да можеме да појдеме по поширок се составе. Тебе ти го предложи тоа. Имаш, него го води амбасадор Пајич, бивши шеф на кабинет на Лончар, Будимир Лончар, иначе искусен дипломат, помлад од мене 5-6 години. Значи, и на тие состаноци, кога се третира Македонија, тоа е точно такво мислење. Дека ние сме малтине Јужна Србија, чокали и ота. Така да не е значи трудиме таму да ги премислиме. Да, не е далеко од вистината. Дипломатска офанзива. Да. Има и тако. Сега кога наместо во спа центар ќе оди ја никогаш не сум ама дипломатија. види, има и во наша. мојот стил на дипломатија предпочитам ваква дебата од спа центар. Ја имам, па види се. Ја имам водено, сум бил дел, значи пошто работам како новинар, имам контакти, често луѓето сакаат тоа да го искористат. Ја никогаш не сум бил од дипломатија, но сум бил дел од црковна дипломатија. Еднаш во една прилика и мојата црковна дипломатија придонесе за тоа владиката Тимотеј да однесе мошти од Свети Јован Владимир во соборниот храм во Бар, Црна Гора, кој го носи името Свети. Тоа е огромно, велелепно. Да, Свети Јован Владимир, и тоа е благодарение на една црковна дипломатија која ја почнав, и морам да ви кажам дека мислам дека е полесно да се разбере со политичари и министри од со попови, вака да бидам искрен. Добро, ако насред постиве морам на оваа црквена дипломатија да реагирам. И тоа немаме. И тоа не постои во Македонија. Па чим стигнало ја да ја водам, сигурно нема. Види се. Далечната негде 79 година, значи доаѓа висока делегација од Македонија, председател на собрание или беше на влада, и одиме во Суздалј. Јас сум нормално дел од таа делегација, амбасадорот е Марко Орландич, ја македонец, мора сега делегација од Македонија. И одиме во Суздалј, центар на руското православие. Тука се факултети, тука се сите работи, тука се формира политика. И меѓу другото ние поставуваме прашање за црковниот спор, автокефалност на Македонската православна црква. И таму ни беше кажано: ништо не можете без мајка Србија да решите. Одиме во Варшава. У Варшава има и православна црква. Митрополит е Сава, бидејќи докторирал на Богословски факултет, иначе украинец. А во Втората светска војна во Поljska имало многу православни верници. Меѓутоа биле масовно убиени и масовно спалувани црквите православни. Така да сега таа митрополија, не знам колку има верници.
Прашањето доваѓа Петар, по кој го со Агатангел, значи двојац без кормилара, доваѓа на преговори да се помогне на овој Сава вика, знаеш што? Ја вика со тогаш Павлев, со патриарх Павлев, вика ми имам одлични односи. Они се сречаваат на нивни, како им се викаат собирите. Да, тие собори. Собори, оно. Вика, ја можам да му пренесам, а он вика може да му пренесе на у Стамбул пораката, меѓутоа вика тешко ќе оди тоа, ние ве поддржуваме, али без Српска православна црква нашата дипломатија не прави ништо за ово прашање. Нашиот амбасадор во Белград никогаш не влегол во патриаршијата. Да. Ја имам придонесено за едно затоплување на односите во последната фаза на и сега друго, веќе покојната заборавиме, али толку. Добро. Толку може. Кога зборуваме за Хил, да се посетиме кои наши личности биле, сега популарно се користи термин личности, кои наши личности биле амбасадори во Белград. Сетите се малку и во кое време. Пак ќе ви бидат многу работи појасни. Мене исто интересно ми беше кога стана Ивица амбасадор, ме напушти, ние имавме исто радиоемисија на РСМ и го прати амбасадор да биде, пошто станавме многу влијателни, веројатно. Морал да биде амбасадор, се председател на влада, тој е малку што бил амбасадор. И кога отиде во Бразил, и сега прашањево беше у Македонија, дел од новинарите, тогаш кои беа поблиски до сега овие што се на власт, вика, па зошто ни е нас амбасада во Бразил? Пази, ние во Јужна Америка не една амбасада нема освен. Ај не само тоа, туку трговска размена, диаспора, значи имаше еден од тие најбучните што беа, иако никош не излегува на телевизија, направи критериуми дури по кои што треба да се отварат амбасадори, по сите критериуми Бразил у први 5 локации. Кои критериуми? Што ќе ти у Талин амбасада? Не, па тоа го кажувам. Тоа го кажувам. Во Естонија, на пример, од друга страна во цела Црна Африка нема. Пред некој ден само тама не сме размениле мислење. Пред некој ден ме прашува за еден вестник, вели нели Русија изфрлија согласање на Генерално собрание од Советот за човекови права на Обединетите нации, вели значи ли тоа, вика, дека ние можеме таму да си го вратиме името? Ја викам да. Меѓутоа, тоа треба сега да се почне за 20 години се направи. Ние немаме дипломатска инфраструктура за таква борба. Зошто? Немаме во регионалните центри, каде што се, например, како во Адис Абеба, кај што Организација на Африканско единство, како што е в Сингапур, АСЕАН, во земјите од Г20, што се наши големи партнери, како Индонезија, како Мексико, Бразил отворивме, немаме амбасади. И сега, сакаме да водиме глобална игра, а имаме провинцијска дипломатија. Не може така? Да, пошто е крај веројатно на емисијата да скратиме работова. Македонија не може да реши ни едно билатерално прашање сама. Ниту едно, со ниту една држава. Било која не е способна да го реши. Македонија не функционира во нормални услови. Она функционира само во ненормални услови, во кризни услови. Тука се бара, се звони, се бара помош, пожарникари доаѓаат, гасат и ти си во некој центар на внимание. Иначе, што? Не можеме ние, нашиот капацитет е толкав. Не согласам, мислам дека ако земе колку се издвојува... Како не согласуваш, чекај за опсе иде човек кој не влегол... Согласувам, меѓутоа друго сакам да ти кажам, ако се земе во процент од буџет колку се издвојува за дипломатија, а колку е нормално во светов, има простор да имаме непристојна, совршено пристојна дипломатија. Но тоа сега треба да се гради за 20 години да тоа излезе. А што зборуваме? Тоа зборуваме. Ние дојдовме полека до крајот, 9 часот, скоро и 15 минути. Ви благодарам за оваа опсежна, пријатна дебата во која јас лично научив многу. Мислам дека и гледачите научија многу. И да бидеме достојни до крај и да кажеме дека заклучокот од оваа емисија е дека може би подобри да немаме ние дипломатија, вака кој ќе видиш. Што све се случува, може би... Пак ме провоцирате. Малце на крај да идеме... Не, мораме да имаме дипломатија, али таа дипломатија треба да биде базирана, тоа ми го нацртал, на системот на концентрични кругови. Треба да биде мала дипломатија, ама ефикасна. Што значи концентрични кругови? Тоа значи првиот круг, центар,
тука се Нью Йорк, Берлин, тука треба да ексклузивни дипломати во полн состав. Па сега, другиот круг, третиот круг. Не е битно кој е амбасадор во Романија или во Унгарија, али многу битно кој е во Берлин, кој е во Париз, кој е во Лондон, кој е во Вашингтон. И тука нема дилема, ние имаме повише ДКП што ги нарекуваме од Словенија. Не е така. Како не? Не. Тоа е и кај тебе влегло. Овие кампањи што ги правеа еден дел на, ја ги викам, дипломати тинејџери од водно. Па добро, може би е исто. Не е исто. Повеќе од нас имаат многу повеќе. И отвараат нови. Они нивни критериуми е економски пред се. Ама точно, и економски и културен, диаспора и така натаму, меѓутоа од нас имаат повеќе и отвараат повеќе затоа што, значи кога ќе влезеш во играта како независна држава, мора да ја играш. Не може да... Почитувани слушатели, тука негде е крајот. Само пред да дое крајот да најавиме дека во понеделник имаме една рок звезда. Една рок звезда и за малку амбасадор. Исто така. Ке зборуваме со него кога ќе дојде. Го чекаме рок звездата и за малку амбасадор во понеделник. Тука негде е крајот на нашето... Ово е мал простор за рок концерт овде, што ќе биде интересно. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер, техничка реализација Димитар Митровски и Горан Лазаревски, автори на оваа емисија Ивица Боцевски и Љупчо Златев. А сега, почитувани слушатели, за крај, не знам, утринава некако кога се возев кон работа, размислував колку е несреќен обичниот човек и како човек станува се побогат и повлијателен, толку повеќе заборава на проблемите на оние кои всушност ја прават нашата држава, оние кои ни ги прават, кои ни го прават, кои ни овозможуваат денес да јадеме ручек, да имаме струја, да функционираме, додека ние работиме некои работи кои се така помалку имагинарни, обштествени. Затоа е една убава песна од Pink Floyd посветена на обичниот човек и на неговата борба, можеби повторно пролетаријатот да завладее со обштеството. Pick 3 Different Ones од Pink Floyd.